Почитувани вице-премиер за економски прашања господин Битичи, амбасадорке на Швајцарската конфедерација, госпожа Тејада, останати присутни градоначалници, медиуми и други гости. Како Министерство за локална самоуправа, особено сме горди за успешно завршување на овој проект, односно првата компонента од проектот за одржлив, инклузивен, равномерен регионален развој, кој што го имплементираше кабинетот на подпредседателот на владата задолжен за економски прашања. Овој систем СИРЕРА ке е многу важен затоа што е дел од севкупните реформи кои што ги направивме во овие изминати 2 години со голема поддршка на Швајцарската амбасада. Ја направивме новата стратегија за регионален развој 2021-2031 година, која што е усвоена од Собранието на Република Северна Македонија. Го донесовме новиот закон за равномерен регионален развој, каде што е инкорпориран овој систем СИРЕРА да биде во надлежност на Министерството за локална самоуправа. Донесовме новата програма за локален развој и децентрализација, како и акционите планови кои што треба да ја имплементираат 10-годишната стратегија и 5-годишната програма за локален развој. Значи правно сите оние документи кои што беа неопходни за регионален и локален развој како Министерство за локална самоуправа заедно со Швајцарската амбасада и UNDP во еден дел успешно ги имплементиравме. Сега треба да ги гледаме плодовите од оваа активност. Прва компонента која што треба да се имплементира, тоа е вклучувањето во системот на овај систем СИРЕРА, кој што ќе биде јавно достапен и до медиумите, и до граѓаните, до новинарите кои што се занимаваат со анализи, да можат во секој момент да ги видат податоците каква е тенденцијата за регионален развој, односно дали се почитуваат критериумите и степенот на развиеност, поделбата на парите според степенот на развиеност на планските региони. Советот за регионален развој кој што го води Битичи, на вистина во овој изминат период од кога е дојден господинот Битичи, не само во Министерството за локална самоуправа, туку води сметка и во сите други програми, онаму каде што владата дава пари, практично да се води и од принципот на запазување на овој степен на развиеност на планските региони, односно парите да се делат во различни проценти во различни региони. Системот ќе овозможи да се дадат анализи дали некој регион е запоставен во овој период или не е запоставен, доколку се утврди дека некој регион во изминатата година е запоставен, законот предвидува можност следната година тој регион да добие повеќе средства од различните министерства, фондови, институции, а сето тоа да биде координирано преку Советот за равномерен регионален развој. Дигитализацијата во овој дел стварно нас како држава ќе ни овозможи да добиеме точни податоци како се делат парите од државниот буџет и да се тргни таа фама дека дали во една општина или во еден регион не се инвестира или владата недоволно инвестира, практично овој систем ќе утврди дали е тоа така или не. Вкупната вредност на проектот изнесува 5 милиони швајцарски франци, од кои што 3,3 милиони швајцарски франци се од швајцарската влада, од швајцарската амбасада, а остатокот од буџетот на државата. Во изминатите 2 години навистина направивме проекти како во центрите за планските региони, заедно со овој проект велам во другите втора и трета компонента кои што ги имплементираше Министерството за локална самоуправа, ја реновиравме многу училишта, игралишта, го развивавме туризмот, во здравството инвестиравме, така да овој месец ќе одиме на промоција и во Свети Еразмо во Заводот за рехабилитација на луѓето кои што имале проблеми кои што му треба физикална нега. Значи, навистина, во сите области кои што значат она што му е неопходно на граѓаните во локалната самоуправа, швајцарската амбасада преку овој проект навистина вложи многу средства. Успешното имплементирање на проектот значеше од наша страна, а и од швајцарска страна заинтересираност да влеземе во втората фаза на овој проект, каде што дополнителни околу 6 милиони швајцарски франци ќе бидат инвестирани во следниот период и се надевам дека таа втора фаза ќе започнеме да ја имплементираме од есен, се разбира кога ќе добиеме точна потврда од владата на Швајцарија. Јас сум задоволен од досегашната соработка и се надевам дека и во идната втора фаза успешно ќе соработуваме со Швајцарската конфедерација. Ви благодарам.